Според една легенда која се уште е присутна кај постарите жители на Мариово, се смета дека уште во римско време ова област го носела името Морина и дека настанала од море кое подоцна истекло по течението на Црна река. А постои и една втора варијанта дека името Мариово настанало од името на Марија, која како посестрима живеела во дворот на султанот Мурат, иако била од христијанска вера. Турците настојувале таа Кала Марија да се потурчи, но таа тоа не го прифатила и по известно време била вратена да живее во манастирот Трескавец, кој високо се издига под Златов врв. Овде свештениците од манастирот, сметајќи ја за грешна душа, не и одобриле да се покалуѓери и затоа Марија многу се налутила, го запалила манастирот и отишла во мирна земја да живее, односно во селото Дујње, денешно Мариово. Повеќе населби во Мариово, а некои од нив и денес постојат. Се смета дека се настанати пред античкиот период во вториот век пред нашата ера. Честите војни што се воделе на овој простор постепено ги избивале населбите, така што за време на владењето на српската феудална држава се изградени многу цркви и манастири во овој крај. Во 1371 година населбите во Мариово станале турски тимари, а Мариово долго време се наоѓало под византијска власт, се до 1014 година, од која го ослободува цар Самоил. Историски е познато дека во турскиот период во Мариово директно нема турски паша, но индиректно населението до овој крај е подчинето на турската власт. Познато е дека географскиот релјеф на Мариово е наведнат кон течението на Црна река кон Повардарието. Неговата котлина е опколена со високи планини, испресечени со куси реки и долови, кои при посилни дождови прават огромни штети. Според најновите географски податоци, Мариово располага со вкупна површина од 1038 км квадратни, или 4% од целокупната површина на Република Македонија. Тоа е населено со 4,5 жители на 1 км квадратен или 16,5 пати поретко населено од другите делови на Македонија, а денеска и многу малку, бидејќи миграцијата на населението е се уште траен процес. Според повеќе историски податоци, Мариово во почетокот било населено со трачани, илири, брсјаци и власи, а подоцна со словенско население. Ако денеска Мариово е скоро без своји жители, во почетокот на 20 век во него живееа 13.890 македонци, 265 власи и 149 роми. Ромите како ковачи претежно беа населени во селата Витолиште и Дујње. Населението во Мариово е доста религиозно. Тоа верува во своји традиции, обичаи, навики и загробен живот. Село Дујње од Прилеп
се најдува на јужниот дел, оддалечено некаде 35 км, со надморска височина околу 600 метри. Соседни села кон Дуње се Чаниште, Крушевица, Кален, Кокре, Пештани и Вепрчани, во кои моментално живеат и има жители се уште. И село Тогуѓаково, кое моментално нема жители, тоа веќе е наполно иселено. Селото Дуње моментално има околу 40 куќи во кои што живее население со скоро по 2 члена, некаде околу вкупно 80 жители. Селаните во овие села што се најдуваат тука претежно егзистираат со сточарство и нешто земјоделие, така житарица, колку за стоката да му се најдува или за привремено през летото да прасе нешто, да поиздренат за кокошка, да му се најде таа житарица и така. Тутунче нешто поработува по декар, бидејќи се сите во години, луѓето не можат многу, декар, 2, тука работат тутунче. Околу 65-та година секое домаќинство испод 80-100 грла ситна стока не беше. Обавезно секоја куќа држеше по еден зевгар волови, поред тоа и по неколку пашити говеда, тога и така ги викаме ние, кои што од пред време ги припремаа за наредната година или кога ќе му остарат зевгарот воловите да ги продадат тие, па од тие говедата да си ги учат за да можат да се служат после со нив. Моментално сега тој број е намален. Нема многу домаќинства што занимаваат со сточарство. Тој број е мал, меѓутоа сега малце тие се мали, меѓутоа држат по 300 некаде, па по некој има дури 500-600 грла овци. Некаде 65-та година, скоро, како што реков непретходно, имаа по околу 100 грла секој домаќинство, некаде во овој дел кој што графитира кон Дуње, овие села соседни, вкупно ситен и крупен добиток имаше некаде околу 100 грла, 100.000 грла стока. Комуникацијата и од порано беше слаба, меѓутоа и сега нема така, може не би требало многу да се пофалиме, бидејќи селото, ова село и другите села што се во Мариово комуницираа само со единствениот пат што е патот пуштен Пилев-Витолиште, а додека останалите села поврзани се само Чаниште, Крушеица со тој асфалтен пат, а додека другите села, освен Кален до некаде, а Дуње, Пештани, Вепрчани, тие се наполно се уште неповрзани. Амбуланта имаме, доктор иди 2 пати неделно, вторник и петок. Тука нема сестра, сестра си носи лекаро кога ќе иди и тогај пациентите, граѓаните што има потреба во тие денови само му се дава таа медицинска помош. Слава на Дуње има селска слава, таа еднаш годишно што се слави. Тоа му е Митровден, славата на Дуње, на Чаниште Петковден, на Крушевица Араханџел, на Кален Спасовден, на Кокре Дуовден, Пештани Ѓурѓовден, Вепрчани Спасовден. Од некои документи се доаѓа до сознание дека за прв пат во Мариово било отворено училиште во 1824 година. Наставата ја изведувал калуѓеро Лунгор, роден во селото Кокре. Во 1880 година е отворено училиште во селото Дуње. Образованието во овој дел, во овој нашиот крај овде, после ослободувањето во секое село имаше учител од 1 до 4 одделение. Некаде во 60-та година се формира во Дуње
осмогодишно основно училиште, под кое припаѓаа селата Чаниште, Крушевица, Кален, Кокре, Пештани, Вепрчани и Гуѓаково. Во селата Кален и Пештани и Дуње, учениците беа обврзани до 8 одделение да го посетува училиштето, а додека останалите деца, односно ученици од другите села што се оддалечени над 5 километра од Дуње, тие не беа задолжително да го посетуваат училиштето. Во тие години, 65-70 година, училиштето броеше некаде 350 до 400 ученици. Ова училиште. Во тие населени места, во Чаниште и Крушеица и Кален, имаше по 2 паралелки од 1 до 4 одделение, комбинирани 1, 3, 2, 4. Во Дуње, како централно училиште и осмолетка, имаше по 2 паралелки во 1, 2 во 1, 3, 2, 2, 4. Во вишите одделение од 5 до 8 имаше од 5 и 6 по 2 паралелки, а додека 7 и 8 по 1 паралелка. Последното работа на училиштето некаде беше 88 до 90 година. Тука точно не можам да се сетам, бидејќи во тие последните години не бев тука на работа. И така, мислам, 87 до 90 година тога и престана училиштето. Во Маријово денеска нема услови за примена на механизација за обработка на земјата. Богатото овоштарство, посебно многобројната и недалеку позната Маријовска круша, безпомошно старее. Нема човечки подмладок, нема млади фиданки. После 65 година, па може и порано во одредени села се формира така да речеме задруги, некои селски задруги во кои граѓаните во тие села некако најдува одредено вработување по младите луѓе, бидејќи тие задруги почнаа да се занимаваат со земјоделие нешто тутунарство, па и сточарство и така, и одреден број на граѓани од селото се вработуваа таму. И тие задруги служеа како едно сврталиште на селаните во селото. Додека некаде после 65-70 година тие задруги почнаа веќе да се растураа, да се припојуваа по одредени поголеми, покрупни комбинати и така да селата останаа сами без да има некоја организација која би му помогнала на селаните во извршувањето на своите земјоделски задачи и работи. Мислам дека тие задруги требаше и понатака да постојат во селата. За одреден број на млади луѓе да се вработува и да екзистираа од тие задруги. Меѓутоа, тоа така времето си го донесе што тие си заминаа. Бидејќи не остана многу народ овде, сега заедницата тешко се одлучува да инвестира во такви некои работи кои што барем за нив сметаа дека се неисплатливи. Меѓутоа за населението би требало. Овој пат се гради може некаде 75-та, 80-та година. Еднаш донесува машини, го пуштија на одреден начин, го мереа. После таа година престана. По неколку години па дојдоа други предпријатија, па нано го мереа, мост направија, дојдоа, го тампонираа до мостот, од мостот до селото пак остана ненаправен. Сега ненаправен остана затоа што бајади од локален Републиката го префрлила во регионален. Сега регионалниот пат требало да го гради Републиката. Меѓутоа, во таа програмата за регионални патишта, овој пат не бил предвиден. Некои викаат дека уште општината која постоеше во Прилеп, а бидејќи сега е локалната самоуправа Башка на Маријово, се зборува дека
било пишано дека некаде пишано дека бил изграден. Некој зел средства за тоа, меѓутоа пат остана ненаправен. Мотивот на народната песна "По пат одам, за пат прашам" подсетува дека овој крај бил беспатен, без свој општински центар и со тешки маки на примитивен начин луѓето можеле да ги пласираат своите сточарски и земјоделски производи, да побараат здравствена заштита и слично. Сето ова беше причина за појавата на миграцијата на населението кон Прилеп, Битола, Кавадарци. Пред самото отпочнување со изградбата на денеска современиот пат Прилеп-Витолиште, веќе 90% од населението беше мигрирано. Со тоа исчезна ковачите, бочварите, терзиите и другите занаетчии. Нагло се намали стопанскиот фонд. Куќите во мариовските села се збиени една до друга, без поголеми дворни места, распоредени по маала и соеви. Тие обично имаат земници и еден кат. Катот е поделен на два дела, дел за живење на луѓето и дел за живење на стоката. На едниот дел доминира огништето, а на другиот дел јаслите. Куќите се покриени со плочи. Ѕидовите на денешните куќи, место дрвен плот, се градени од делкан камен, прицврстен со вар. Носијата и другиот куќен инвентар со векови не ја менува својата стара форма. Вакви стари работи се работат уште пред не 30 години, може и повеќе години има. Со овие алишча изгледаме како моми, како девојки. Работени се, каени се, китени се, везани се, се. И наружани ќе биме, ората ќе и виеме. Наружани не одеме никаде. Тако беше тогај нашиот носија. Не е како сега ваа носија, што носат сега младите. Ние така носиме. Ево ова, кушула, саја, вута, ова, шамија, се ракавчиња, гушале. Сито тогај не се излеваше на средството, така да не излеш. Парите и тие украсни беме, тогај се украсуваме. За да биме украсни тогај. Кога ќе играме на стрцевото. Имаше и постари ношие како за постари жени. А имаше и за млади. Имаше и за невести. Секако, секако ношие. И каеме, овој се вика кит. Од волна предена, ма кит се вика. На сајава. И вака навурка предените беше. Врчалено, предено, вапцано, па китено. Тоа е многу работа. Да биде убаво, да го погодиш. Не е така за еден ден да го искаш. 10 дена, 20 дена, може да се трае. Да го направиш убаво. Па ќе се дотера момата и тога беќарите се пудат веќе во дотерувањето, во убавината. Така. Сега се слаби, вие се младите слаби во вие работи. Свие се сега само луксусо. Нема вакви работи за кај ти да работат. Ако некогаш богатите води истекле по течението на Црна река, денеска слободно може да се регистрира дека Маријово е оскудно за вода. Многу села своите потреби ги решава само преку една селска чешма. Маријово е сиромашно и со подземни води. Ретките бунари се длабоки над 25 метра, а нивната вода не е погодна за пиење. Маријово бидејќи располага со 39.000 хектари пасишта, од секогаш било познато како сточарски крај и уште во 18-тиот век низатарите на селата крстареле од 80 до 100.000 гралаовци. Пред Втората светска војна само селата Дуња, Витолиште, Бешиште и Клишевица имаат над 200.000 овци, а во 1918 година само 19.000, а денеска и тој број е преполовен. Селата во Маријово одумреа. Во нив веќе нема младост. Таму нема свадби и крштевки. Одумреа селските слави и осиромашија нивните доскоро богати трпези. Од 36 основни училишта денеска работи само едно и тоа во селото Витолиште. Мислам дека едниот брачен другар од тоа земјоделско семејство, кога ќе наврши старост на години на старост, се стекнува со право на некаква земјоделска пензија ако ги плаќал придонесите во тој изминат временски период. А додека сопругата на тој
земјоделец, кој што и таа учествувала во обработката на земјоделието и во остварувањето на приходите од земјоделието, кога ќе наврши таа возраст, не може да се стекне со таква пензија. И сега тука мислам дека ако сме во државна работа и јас и жената, кога ќе навршиме 60-65 години, ќе остварам и јас пензија и жената, а додека во земјоделието тоа право како да не е изедначено или како да е скратено кај жената што занимава со земјоделие. И тука јас мислам дека треба нешто општествената заедница да мени нешто од тие законски нормативи. На крајот да спомнеме и тоа дека од страна на нашето општество се прават планови за општествено-економски просторен развој на Мариово, изработени се нацрт основни урбанистички планови на урбаната средина Чебрен со цел Мариово повторно да заживее. А би додале дека Мариово ќе живее и песната Кој пат оди за Мариово повторно ќе ја пееме и ќе ја пренесуваме од колено на нашите генерации. О, пат